Време е да се поврземе со Марија на лице место и денешната наша тема, поточно исто за одбележување на светскиот ден на овој пат борбата против отуѓување на родителите од деца. Ке ни каже повеќе за ова Марија со својата соговорничка од првата детска амбасада во светот. Меѓаше Марија, добро утро. Добро утро. Добро утро и до вас. Токму така во ова вклучување на лице место ќе дадеме акцент на денешниот ден, односно светскиот ден на борбата против отуѓување на децата од родителите. Станува збор за ден кој за прв пат е одбележан во Канада во 2006 година по иницијатива на активистка која што се соочила токму со овој проблем. Имено во ова вклучување ќе појасниме што значи поточно терминот отуѓување на децата од родителите и што прави самото општество за да се реши овој проблем. Да и посакаме добро утро на Клементина Добреска од детската амбасада Мегеш. Добро утро. Веднаш ќе прашам зошто е важен овој ден, односно зошто се одбележува во светски рамки? Па како што кажавте, овој ден е навистина важен затоа што представува одбележување на еден сериозен проблем со кој што се соочуваат не само децата од Канада или од светот, брекла сите деца во светот, така и децата во Македонија, така да целта на одбележувањето на овој ден е да се даде да се подигне свесноста на кај родителите, особено во оние кои што се при бракоразводни постапки или по разводите, дека многу е значајна нивната да продолжи нивната релација затоа што и таа понекако влијае на самото дете, но секако и да се даде поддршка на оние кои што веќе се соочуваат со отуѓување на своите деца. Може ли поточно да го објасниме терминот отуѓување на децата од родителите и како тоа изгледа во пракса? Па, наједноставно би го објаснила како неовозможување на контакти со еден од родителите. Или, попластично кажано, кога едниот родител не дозволува или ги ограничува контактите на детето со другиот родител, и тоа најчесто е во пракса родителот со кој што ги ограничува контактите со детето, во суштина е родителот со кој што детето живее. Така да, во Македонија и ние секојдневно на Ало Бушавко, телефонот за деца и млади, се соочуваме со вакви ситуации каде што родителите на некој начин создаваат негативна слика кај своите деца за другиот родител, без разлика нели дали станува збор за таткото или мајката. Исто така на некој начин ги манипулираат своите деца и како што кажав ги ограничуваат сосема контактите со другиот родител. Тоа посекако има различни влијанија нели кај детето и психолошки, и социјални, и физички секако. Она што би сакала да напоменаме дека генерално кога ќе се навратиме 5 години наназад, согласно нашите извештаи, односно извештаите на Ало Бушавко, оваа категорија каде што се семејните односи во кои што ние ги сублимираме, се најчесто помеѓу првите 3 најзачестени причини за дојава, што навистина тие бројки се реални. Станува збор за реални проблеми со кои што се соочуваат семејствата во Македонија. Еве да речеме во текот на вчерашниот ден ние имавме конференција за медиуми каде што ги споделивме наодите за 2024 година, така што во 2024 година 17 семејства се соочиле со ваков проблем, а овој тренд продолжува и во 2025 година, така да до овој момент имаме 13 семејства кои што се соочуваат со ваков проблем. И да велите дека имате некои статистики, кои се најчестите причини, дали може би станува збор за развод, конфликт? Како што и напоменавме, најчесто е несогласување помеѓу родителите кои што произлегуваат веќе и во бракоразводните постапки, но и по разводите. Особено фокусот е ставен и по разводите, тогаш најчесто се случува и отуѓувањето на децата, каде што со месец или со недели не може да си остварат комуникација со своите родители, така да можеби некои влијанија од потесното семејство или пак од општеството кои што живеат и некои институционални ограничувања се најчесто причини за појава на отуѓување. Самиот недостаток на таа комуникација помеѓу родителот и детето, какви последици има врз самото дете, самите деца? Па тоа зависи нели секако од случај до случај, зависи од детето, меѓутоа емоционално секако има пад, да речеме анксиозност,
понатаму проблеми во иднина со доверба и со градење на односи со другите, чувство на депресија и на загуба, затоа што ја нема другата фигура, нели, од семејството кој што е во негови, кој што би требало природно да биде во неговиот живот, така што намалена енергија, можеби да се појави и намален апетит, тага и така натаму. Сето тоа, значи, се не само психички, туку и на социјално и на физички план исто така може да има влијание. И како што кажав, сериозноста на проблемот и влијанието кај децата зависи од случај на случај и од дете до дете. Меѓутоа, иако најголема жртва се тука децата, секако дека и емоционалната состојба и на родителите кои што поминуваат низ овој процес исто така вредна да се спомене и да се забележи. Како општеството и институциите да се справат и да го решат овој проблем кој што се случува еве и на светско ниво, ама напоменавте дека има и доста случаи во Македонија? Да, мислам дека, ајде, не би сакала да шпекулирам, но еве да речеме дека скоро секое трето дете се соочува со ваква ситуација, каде што имаме конфликти во семејствата, кои што понатаму може да произлезат со отуѓување на детето од родителите. Институциите би можеле да помогнат на тој начин што ќе ги имплементираат сите законски легислативи кои што постојат, затоа што Македонија има богата законска регулатива во однос на тоа, но има голем број институции кои што се соочуваат со кадарен дефицит, па тука доаѓа до одложување или пролонгирање на овој процес. И сега замислете вие, ако детето отуѓено уште во бракоразводната постапка и нема можност да се види со еден од родителите, и таа бракоразводна постапка трае со месеци, тоа значи дека и детето по дефолт со месеци ќе биде отуѓено од своето дете и нема да има било каков контакт со другиот родител. Што подразбира дека таа негова слика за другиот родител, па потоа како повторно ќе се вратат, затоа и потребна и медијација, но и големи напори за одржување на здрави односи кај родителите при бракоразводните постапки. Во однос на општеството, посекако секој од нас може на било каков начин да со негување на позитивни родителски стилови да влие да се намали оваа појава. Меѓаш и понатаму продолжува и заедно со Ало Бушавко линијата за деца и млади, и понатаму продолжува да зборува гласно, да биде гласот на децата и младите во однос на проблемите и предизвиците со кои што секојдневно се соочуваат, така да генерално да почнеме од себе си, доколку некој нас не сака да ни забрани или да ни ограничи било каков контакт. Апсолутно ги разбираме родителите низ целиот тој процес низ кој што поменуваат, но на крајот детето е најголемата жртва која што излегува од овој процес. Ти благодарам многу за одвоеното време и за можноста да говориме на една важна тема. Ви благодарам и вас на покана. Благодарам. Говоревме за светскиот ден на борба против отуѓување на децата од родителите. Станува збор за проблем кој е се почест во нашата земја, освен тоа што е чести во светски рамки. Се разбира дека има навистина големи последици врз децата, како тага, анксиозност и многу други емоции кои што на крај нели влијаат лошо врз самото здравје на детето, ментално здравје, па од тука и напоменавме што се треба да направи општеството и самите институции за да се решат овие проблеми. Марија, ти благодариме за овој разговор.